Полициски час преку ден, а не ноќе. Тогаш сите сме дома, велат тетовци во пресрет на најавата за повторно воведување на полициски час од 22 часот до 5 часот наутро. Оваа мерка повторно се предложи од Комисијата за заразни болести со цел да се спречи ширењето на коронавирусот, што во последниот период е во пораст. Но тетовци сметаат дека гужвите, собирите и групирањата кои доведуваат до трансмисија на вирусот претежно се одвиваат преку ден, а најмалку после 22 часот. Полициски час би требало да има, ама само не толку касно кој никој во тоа време никој не иде, не се шета. Сите се дома. Значи мислите дека малку порано треба? Порано треба да има, зашто порано се шетаат луѓе. Па што да ти кажем ја за тоа? Јас сум за те правила jesam, али од 10 до 5 шта има и хајр од тога. Да е порано или преко дена, што вика, ката има кретање народа, али кад е у питање од 10, они и овако нема, поготово кад е ладно време, тоа још и горе. Али мерки су мерки, држава е држава, може да прави тоа што они вивсе поубаво, а ми као граѓани треба да поштуваме тој. Не разбирам толку дали треба или не треба. Добро, слободно да бидат. Треба, да, нема ништо да смета. Мислите дека ќе помогне да се намали малку ширењето? Би требало. Треба. Мислите дека тоа ќе помогне да се намали ширењето на вирусот? 100% ќе помогне, овде не разбират луѓе. Треба за овие млади се собира и прави гужба и се шири овој вирус. Како е добро кога се работи до 9, а од 10 до 5 секако нема никој. Мислам дека е тоа оправдување за земање на новиот долг од 700 милиона евра, ништо друго. Та ќе вика, та ќе треба да биде. И овие маске што се они со, тоа све треба да се поштуе. За мене е добро. Треба да го респектираме тоа, иначе вака не можеме више. Полициски час преку ден, а не ноќу. Мислите дека е лошо избрано од 10 часот навечер до сабајле за... А потреба, навечер ретко кој се движи, ама по кафиците ќе работе, бога ми, тоа да. Микробиологот доктор Никола Пановски вели дека дошло и до опуштање кај граѓаните, па затоа бројките на нови случаи повторно почнаа да растат. Масовно се одеше на патување дури во странство, на скијање во Копаоника, жариште на инфекција на Балканот. Така да сите тие патувања, па дури патувањата за вакцина во Србија се ризични. Сето движење на народот, мешање со други луѓе, ресторани, кафани, кафичи и се друго, семно отворено и ако немаат услови за прочистување на воздухот би ги затворил, за казина и така натаму сите други. Другите се мерки од лична заштита и во летно време повеќе луѓето да бидат надвор, повеќе проветрувања, кај што помалку се шири. Министерот за здравство Венко Филипче пак истакна дека мерката полициски час е во интерес на заштитата на јавното здравје. Сме приморани да препорачаме на ваква мерка на рестрикција на движењето. Знам дека не е едноставно, знам дека психолошки можеби влијае кај луѓето, меѓутоа барам разбирање, барам поддршка. Сето ова е во интерес на заштита на јавното здравје со цел овој бран на некој начин да го амортизираме. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираа дека полицискиот час не е решение, бидејќи како што велат, народот чека вакцина. Додека пак министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека подобро е пократко време да има рестриктивни мерки, отколку да има целосно оптоварување на здравствениот систем.